88. издание на Женевскиот мотор шоу, а Автомагазин прави свој 22. последователен извештај од овој престижен и по сите оценки неутрален сајм. Женева секогаш била атрактивна за автомобилските производители. Тука се излегуваат и најефтините и најскапите автомобили, најстарите, најновите технологии, како и концепти и дизајни. Женева секогаш била атрактивна, но сепак го губи полека оној свој сјај поради новите правци кои се случуваат во автомобилската индустрија и новите маркетинг комуникации на самите компании. Но секогаш изложувањето на автомобилите и гледањето на студиите, па и другарувањето со идеите на марките било атрактивно за луѓето. Продажбата на автомобилите во светски рамки изнесува околу 90 милиони минатата година и тоа се возила од сите типови. Па затоа смотрите како Женева секогаш ќе бидат атрактивни да се представуваат и најефтините, но и најскапите автомобили, како што е овој Мекларен Сена, а вие, почитувани гледачи, бевте запознаени со него. Останете со нас во следните 30 минути, бидејќи следува нашиот рапорт од 88-то издание на Женевскиот мотор шоу. Една од најинтересните премиери во Женева, Audi A6. Овој автомобил е од премиум класата и се надпреварува со Mercedes E-класа и со BMW 5, но сега доаѓа како еден од најтехнички најнапредните возила. Audi A6 нуди извонредна технологија, конективни технологии исто така, електроника која е многу важна за безбедноста на возилата и се разбира ќе има една разбирлива цена која е многу нормална за премиум сегментот. Исто интересна премиера е купе верзијата на Audi A6, наречена A7, купе со 4 врати. И тука дизајнот е извонреден, моќен и дизајн кој пружа многу повеќе емоции и стравопочит отколку што беше направено со претходната генерација на A7. Својот трет новитет Audi го промовираше на неконвенционален начин, наместо под куполите на PAL Expo прво го покажа на улиците на Женева. И самиот модел е неконвенционален, тој е првиот електричен кросовер на марката. Во оваа концептна фаза ја има ознаката e-tron која ја оправдува со 3 електромотори. Еден е сместен на предната, а 2 на задната оска и вкупно располагаат со 430 конски сили кои краткотрајно се зголемуваат на 500. Сите тие му овозможуваат да забрза до 100 км на час за 4,6 секунди, додека батериите од 90 кВт се доволни за 500 км пат. Значајно и тоа што на специјален полнач својот капацитет го достигнуваат за само 50 минути. Audi e-tron, чиј дизајн нема да претрпи големи промени, има 4 седишта и багажник од цели 615 литри. Почетокот на производството му е закажан за 30 август годинава во фабриката во Брисел. Целиот свој женевски настап Volkswagen го подреди на новиот член на своето ID семејство, електричниот седан Vision.
Замислен е како повеќе од едноставно проширување на електричната гама и изведен со визија која пружи поглед кон една јасна иднина. А таа вели дека автомобилот од тоа време ќе биде седан со 5,1 метар должина, со 2 електромотора со вкупно 306 конски сили и автономија која со едно полнење на батериите ќе овозможи 665 километри. Ако во тоа идно време се уште има такви на кои битна ќе им биде максималната брзина, тогаш ќе мора да се задоволат со 180 км на час. Има место за 4 патници, систем за целосно автоматизирано возење, како и виртуелен асистент кој ги разбира гестикулациите и гласовните команди на возачот. Со овој концепт Volkswagen генерално ја најавува содржината на сите идни електрични модели на марката, кои до 2025 година ќе ги има 20-тина. Прв ќе биде хеджбекот ID, кој се очекува идната година, а веднаш после него ќе следат кросоверот Cross и миниванот Buzz. Покрај нив се чинеше како да нема кој да ги гледа останатите премиери на Volkswagen во Женева. Кросовер Номал имаше и Шкода. Засега, како концепт во фаза на развој, тој ќе биде третиот ваков модел во понудата на чешкиот производител. За нијанса е поголем од своите браќа Volkswagen T-Roc и Seat Arona, но од нив и од сите други се разликува со иновативниот начин на кој се комбинирани погонските групи кои трошат различни горива – бензин, природен газ и струја. Моторот со внатрешно согорување е 1,5 литарски TSI и произведува 130 конски сили. Хибридно е спарен и со стартер генератор и ги задвижува тркалата на предната оска. За задните тркала е наменет електромотор кој се активира кога е потребна поголема сила, а може и сам да го задвижува возилото. Двата резервоара за компримиран природен газ и оној за бензин обезбедуваат автономија од 650 км со 25% помали емисии на штетни гасови. Освен перформансите, од Шкода не објавија други детали за овој погонски концепт, но не пропуштија да кажа дека серискиот модел произлезен од него ќе се појави до година, но со класични погонски групи. Покрај него, обновената верзија на Фабија скоро да немаше шанси некој да ја забележи. Трката низ кросовер пространствата ја нема завршено ниту Seat, но шпанците решија да ја се посветат на исконските вредности на својата марка. Во тој поглед, одвојувањето на Cupra како засебен бренд беше вистински чекор, а по тој повод тие не почестија со електричната тркачка верзија на Leon, наречена Cupra e-Racer. Револуционерно замислен и ентузијастички изведен, тој може да се пофали со максимални 270 км на час и забрзување до 100 за 3,2 секунди. Тоа му го возможуваат 4 електромотори кои генерираат континуирани 408 и максимални 600 конски сили. Батериите се сместени назад, што услови да има погон на задните тркала. Прв модел наменет за цивилна употреба под плаштот на новиот бренд е Cupra Ateca, чиј 2-литарски TSI мотор со 300 конски сили во целост го оправдува името што го носи. На човековата околина мислеа и во Бентли и како што ветија, плагин хибридната верзија на Бентайга стана првиот еколошки прифатлив модел во историјата на марката.
Основа му е идентичната технологија каква се користи и кај Porsche Panamera и Hybrid. Комбинацијата на 3-литарскиот V6 и електромотор кој располага со вкупно 450 конски сили сосема е во согласност со карактерот на британскиот спортски кросовер. Тој има електрична автономија од 50 км, а во атмосферата испушта се на се 75 грама на километар јаглерод диоксид. На обичен штекер батеријата ќе се наполни до полн капацитет за 7,5 часа, време кое со користење на брз полнач ќе се скрати за 3 пати. Следниот чекор во електрификацијата на гамата на Bentley ќе биде модел втемелен на концептот EX512 Speed 6e, кој беше представен лани на истото ова место. За него е наменета технологијата што ќе се среќава во престојниот Porsche Mission E. Премиера на Mercedes А-класа, автомобилот кој имаше најнегостољубив пречек на пазарот кога се појави пред 2 децении скоро. Сега имаме потполно новата А-класа која делува многу по-спортски и многу по-динамично. Вака кога ја гледате како автомобилот да е во движење. Зад мене е изведбата А200 која во Швајцарија ќе кошта некаде околу 37.000 франци. Швајцарија не е репер за нашиот пазар и поголемиот дел од А-класите кои ќе се продадат во Македонија ќе бидат со помали, но ефективни мотори. Доживејте го хоризонтот како појдовна точка. Искористете ја секоја пречка за поголем залет. И продолжете, каде што другите застанува. Нова SUV гама на Peugeot, далеку пред сите. Едноставно до нов автомобил со Шпарка се лизинг. Кога не си веќе дете или кога твоето дете ќе тргне по својот пат. Тоа е времето кога можеш да живееш како што сакаш. Тоа е времето кога можеш да ја слушаш твојата музика гласно. Или да експериментираш со себе. Без да се плашиш, да се изволкаш. Време е да живееш по своите правила. Новото Kia Rio. Твое време, твои правила. Автоматска клима, алуфелни, темпомат, попуст до понуда. Открите го Ford Focus сега со попуст од 4.000 евра и со многу опрема. До понуда. Ford Go Further. А тука е Ford Kuga Diesel за само 19.990 евра. А исто така голем ќе биде и новиот BMW X7 со еден многу по-футуристички дизајн, со дизајн кој е типичен за BMW, едноставен, но плени. Погледнете го само ова скулптурално остварување. X7 нема да биде промовиран оваа година, можеби најрано ќе се случи тоа за 12 месеци, но BMW веќе на сите звона звони дека пристигна новиот газда во сегментот на големите спортско корисни возила.
Спортското чувство во сосема друго светло владееше и на штандот на BMW. Главен протагонист беше концептот M8 Grand Coupe, за кој баварците гордо истакнуваат дека го илустрира значењето на буквата M. M8 Grand Coupe е наменет да биде нов предводник на марката и затоа е екстремно поларизирачки во комбинирањето на нејзините вредности. Елеганцијата како една од нив е имплементирана на сосема друго ниво, со високи примеси на екзотичност. Привлечноста на дизајнот е релативна во зависност од тоа кој гледа, но количината вградена технологија ја распламтува фантазијата. Слично ќе биде и со перформансите кои ќе бидат познати идната година, кога ќе му дојде редот за сериското производство. За разлика од него, BMW X4 веќе е реалност, иако беше женевска премиера како некоја чудна магија да придонесе посетителите на салонот во него да гледаат веќе познат модел. Но тоа не го намали неговиот сјај под рефлекторите, каде префинетиот изглед ги криеше зголемените практични вредности на новиот кросовер. Во тоа се уверија само оние кои влегоа во кабината, која е забележливо помодерна и поопремена. Погледот во багажникот покажува дека и тој пораснал, што го потврдија и техничките податоци. Таму сепак поинтересни беа деталите за моторите кои ги има 7, 3 бензински и 4 дизели. Располагаат со моќност помеѓу 184 и 360 коњи, стандардно распределени на сите 4 тркала. Цените на BMW X4 не би требало да бидат пониски од 50.000 евра. Со студијата Mission E Cross Turismo Porsche пријатно не изненади сите нас, а така ќе биде и со купувачите. Тие за него ќе мора да чекаат барем до 2020 година, но како награда за трпението ќе добијат модерен и простран 5-метарски кросовер со истакнати автомобилски карактеристики. Натрешноста отстапува од спортското кон практичното со импресивна количина технологија во себе. Електричната погонска група која развива 600 конски сили ги задвижува сите тркала, забрзувајќи го Mission E Cross Turismo до 100 км на час за 3,5 секунди. Од Porsche велат дека автономијата му е 400 км, како и дека за полнење на батериите се потребни едва и 15 минути. Focus RS, мейнстрим автомобил кој секој би посакал да го вози. Но за жал во Женева не го видовме новиот Focus, а ќе биде комерцијализиран следниот месец. Чудна одлука, но отстапено е местото на Focus на Mustang Bullitt, кој прославува 50 години од снимањето на култниот филм со Стив Маквин, каде во втората главна улога покрај Стив Маквин беше токму Мустанг и тој покажа дека мускулестите автомобили знаат да бидат и брзи, но и шармантни. На саеми сум работел се и се што, но никогаш не сум полирал еден експонат. А овој експонат донесе многу публика на штандот на Peugeot. Се вика 508. Ова е втората генерација на лимузината 508, која за Peugeot значи многу. Но во историјата на овој француски лав лимузините играле голема улога. Па затоа втората генерација не само што е скулптурална и динамична, туку е извонредно атрактивна од предниот дел. А кога го гледаме задниот дел, само погледнете, делува како ултраспортски автомобил, бидејќи јасните линии кажуваат дека Peugeot ги го врти листот и сега ќе почне да прави атрактивни и динамични лимузини. За моторизацијата се е познато. Ќе бидат вградувани познатите бензинци, но и HDI мотори, а следната година се очекува да дојде и хибридна верзија. Не можам да кажам и не знам да кажам колку чини Peugeot 508 од втората генерација, но гледајќи го како делува и изгледа, ретко кој би можел да му одолее, без оглед на неговата цена.
your car. Хибридната технологија беше во центарот на вниманието и кај Мицубиши, иако многумина од посетителите го заобиколуваа штандот на кој не гледаа ништо ново. Вистина е дека премиерно покажаниот Outlander Plug-in Hybrid Electric Vehicle одново изгледа идентично, но под кожата има доста унапредувања. Нив ги предводи новиот 2,4 литарски бензински мотор кој хибридно облагороден испорачува повеќе сила. Јапонците беа скржави и не ги споделија конкретните податоци со нас, истакнувајќи само дека новиот модел сега има батерија која му овозможува за 10% поголема електрична автономија. За новата генерација на Auris, Toyota гордо истакна дека со него започнува пресврт во моторната понуда. Така, новата генерација на хеджбекот нема дизел мотори, но има две хибридни верзии. Купувачите ќе можат да бираат помеѓу 1,8 литарскиот со 122 конски сили и посилниот дволитарски кој нуди 180 коњи. Основниот и единствен друг мотор во понудата и понатаму е турбобензинецот со зафатнина од 1,2 литри и 116 конски сили. За Auris засега не е планирана плагин верзија, бидејќи во Toyota сметаат дека тоа е непотребно кај ваков модел. Што се однесува до дизајнот, тој е сосема нов. Невообичаено е привлечен и спортски со повеќе истакнати стилски детали отколку досега. Платформата е истата од CHR и Prius, заради што каросеријата е подолга за 40, а пониска за 25 мм. Поголемото меѓуоскино растојание нуди повеќе место во внатрешноста и багажникот. Во новиот Auris ќе се среќаваат бројни системи за помош на возачот, од кои поголемиот дел сериски во сите негови изведби. Ќе се произведува во Велика Британија, а продажбата ќе му започне во втората половина на годинава. Не само што процветаа, туку и замириса убаво розите на Lexus. Луксузниот бренд на Toyota не само што покажува нови визии и концепти, туку покажува и нови модели. Еве светската премиера на UX250H. Се разбира дека е хибрид и се разбира дека е спортско корисно возило, но е помало од NX, кој беше најмал во портфолиото на Lexus. Сега UX сака да покаже дека Lexus е подготвен да се приближи на младите луѓе и на младите семејства кои имаат истенчен вкус. Со UX сигурно дека Lexus не само дека ќе освои Европа, туку и ќе се засврсне во луксузниот сегмент во Соединетите Американски држави, но и во Азија. Настапот на Кија беше попрагматичен и посветен на новата генерација на Ceed. На сите ни беше јасно дека помина времето кога на Kia Ceed се гледаше како на привлечна алтернатива на владетелите во компактната класа. Секоја негова генерација донесуваше многу новости и се приближуваше до европските конкуренти, и сега Ceed може да се смета за еден од нив. Можеби и затоа името му е поедноставно со изфрлување на апострофот од него, но поверојатно е дека корејците на овој начин сакаат да привлечат дополнително внимание. Кија во Женева ја покажа и новата спорт вагон варијанта на Ceed. Покрај поелегантните линии на задниот дел, карактеристика и багажникот од дури 600 литри. Амбиции за Европа имаат и индиците од Тата, кои годинава настапија на салонот на Женева по 20 пат. За јубилеот тие го подготвија електричниот седан наречен e-Vision.
И покрај скептичноста на публиката, сите присутни се согласија дека има симпатични линии кои благо наликуваат на кросовер. Индиците за него не соопштија многу детали, но е познато дека ова возило е поставено на новата флексибилна платформа. Должината од 4,4 метри го сместува во класата на која тата нема никакви шанси за пазарен настап во Европа, па така и тој ќе се придружи во аналите на компанијата на бројните слични проекти покажани тука за овие 2 децении. Корејците, барем оние од Сангјонг, се окупирани со други приоритети. Обидувајќи се да го најдат своето место на европскиот пазар, тие премиерниот акцент во Женева го ставија на пикапот Мусо. Направен е на основа на новиот Рекстон и со него Сангјонг цели да освои дел од колачок на оваа перспективна класа возила. Освен дизајнот за кој ќе се воздржиме од коментари, карактеристиките што ги има скоро во целост се поклопуваат со очекувањата на купувачите. Во некои дури и ги надминуваат, но колку навистина ќе успее нема да зависи само од нив, ниту пак од цената која ќе ја дознаеме подоцна годинава. Во овој сегмент и Subaru имаше светска премиера ново вид на ново концепт возило. Во прашање е Визив Турер, кој беше доживеан како уште една од низата студии со оваа ознака, која веќе брои 6 члена. За сега никој од нив се нема доближено до сериското производство, па слободно може да кажеме дека судбината и на овој модел однапред е одредена. Јапонците можеби нема да се сложат со тоа, но не изнесоа никакви аргументи да мислиме поинаку. Не кажаа ниту многу технички детали за концептот, но така останува да веруваме во она што го мислиме. Во време славата ќе ја собира XC40, кој со значителна предност пред останатите финалисти ја освои титулата Европски автомобил на 2018 година. Нему жирито, составени од 60 новинари од 23 европски земји, му додели 325 бода, за 83 повеќе од второпласираната Seat Ibiza. Третото место го освои серијата 5 на BMW со 226 бода. Во финалето уште учествува и Kia Stinger, Citroen C3 Aircross, Audi A8 и Alfa Romeo Stelvio. Значењето на признанието што го освои XC40 е поголемо ако се знае дека тоа е прво во историјата на европскиот избор на автомобил на годината кој отиде во рацете на Volvo. Спортско корисните возила се се попопуларни, па можеби е и тоа причината зошто Volvo XC40 ја освои титулата на Европски автомобил на годината за 2018-та. Верувам дека во овие 30 на минути го задржавме вашето внимание. Се разбира дека не успеавме сите новитети да ви ги пренесеме низ призмата на нашата камера во ова издание, но сепак имаме доволно време и еднато издание на Автомагазин да ви ги прикажеме оние новитети кои не успеавме. Ве поздравувам и следната средба закажувам за 7 дена на истото место, во истото време и на истата фреквенција.